Пролет. Време на алергии, неоснован оптимизам и саеми. Во Скопје оваа недела се одржа првиот традиционален саем на советници под иновативното име Саем на советници 2018, на кој беа представени најновите модели на советници. Јели Салфета намина таму? Да погледнеме. Позитивна атмосфера, многу луѓе и секако понека лесковачка. Вака изгледа традиционалниот прв саем на советници. До мене организаторот господинот Јоци. Само ќе напоменам, не сум само организатор, воедно сум и саветник на председателот на владата Заев за организирање на сајмове овој. Како сте задоволни вие од овој саем? Па презадоволен сум, како што може да видите, има изванреден интерес, овде има владини делегации, делегации од општини, од приватни предпријатија, од државни предпријатија, се бара билет повеќе, се бара саветник повеќе и мислам дека тоа ќе биде изванреден успех за Република Македонија, која што туку што доби препорака од Европска унија за преговори. Ќе биде ли проблем да го погледнеме сорта? Напротив, за тоа сте дојдени повелете. Како што може да видите, ова е саветник за меѓународни односи во областа на земјоделството, поконкретно за млечни производи, преработка во југоисточна Македонија. Само што тука пише брачни совети. Не, тоа е затоа што они се тука на штан шеринг, оние за меѓународни односи, или колегата позади да речеме, он е саветник за вмрежување на овие куцачи машини што се производени во источна Немачка во периодот од 77 до 90-тите години. И така, многу конјунктурно. Супер импресивно, меѓутоа дали се потребни советници од ваков вид? Молим? Дали се потребни советници од ваков вид? За ова прашање ќе мора да го прашам мојот саветник за глупи прашања од медиумите. Дали се потребни? Да. Да, секако дека се потребни, мислам зашто би го организирале. Господинот позади. Па само може да видите, он е саветник за рамковни договори, за рамковни прашања и они обечава дека порано ќе го земат овој саветник, меѓутоа чекаме малку, рамката им е тесна да се прошири рамката и после ќе ги пласираме или во МВР или во Царина и така. За овој господин не е потребно никако представување, он е саветник за студиски прашања и сигурно го знаете и така. Тоа е супер. Како оди продажбата? Па изванредно, јас мислам дека од владата ќе ги земат сите саветници. Сега доколку некој остане неземен, онда ќе ангажираме саветник да ни каже што да правиме со останатите и мислам дека во таа смисла би се постигнал некаков баланс. Благодарам, Марчи. На здравје. Овие двајца тука? Кои се? Па може да разговарате со нив, они се многу клучни саветници, може да прашате некој од нив. Значи, господјо, ние навидом играме шах. Меѓутоа, ние сме тие што се одлучни за прави политички потези во право време. Значи, ние сме тие што кажуваат кои пиуни ќе идат надвор. Ние сме тие што прават рокади на директори. Сваќаш? Ние на времето сме ги вежбали Карпов, Каспаров, Кисинџер еден, овој по телевизија што е, како го викаш, Груевски, сите нив. Што значи се отиде на Ве молам само да внимавате низ везда. Јас ви сугерирал да идеме овдека на Лесковачкиот штанд. Тука има највише саветници, ќе не саветуваат колку кромит иде во една смесата, како се става буњаковец, теронка со што се служи, марола и слично.